Преку болката не посетува Христос. Гледаш, и Пресвета Богородица трпела болка. Затоа и нас треба да не боли, кога сме тргнале кон истиот пат. Со таа разлика, што ние кога имаме некоја мала мака во овој живот, ја плаќаме сметката и заслужуваме спасение. Но и Христос на земјата со болка дојде. Слезе од небесата, се овоплоти, се мачеше и беше распнат. А сега христијанинот така треба да ја прифати Христовата посета, заедно со болката. Кога на човекот ќе му дојде болката, тогаш Христос во посета му доаѓа. Но кога човекот не проаѓа низ било какво искушение, тоа е како да го напуштил Бог. Ниту троши, ниту печали. Говорам се разбира за човекот кој што не сака да страда за љубовта Христова. Тој кажува: јас сум здрав, имам добар апетит, јадам, се ми е потаман, спокоен сум. А не вели ниту слава Тебе, Господе. Кога барем би ги препознал сите тие благослови Божји, работите некако би се средиле. Не сум за тоа достоен, треба да каже, но бидејќи сум слаб, Бог така ме устрои, не сум достоен за тоа. Во житието на светиот Амвросиј се говори како некој богаташ еднаш го угостил светителот и неговото братство во својата куќа. Гледајќи го неговото огромно богатство, светителот го запрашал дали било кога искусил било каква неволја. Не сум искусил, никогаш, му одговорил тој. Моето богатство непрестајно се зголемуваше. Имотот носеше добар приход. Немам никаква болка, ниту некогаш сум бил болен. Тогаш му потекле солзи на светителот и тој им рече на своите браќа: припремете ја колата брзо да се одиме од тука, зашто овој не го посетил Бог. И само што излегле на патот, куќата на богаташот пропаднала в земја. Неговата среќа всушност значела дека Бог го напуштил. Исечок од книгата "Чувајте ја душата" на старец Паисије Светогорец.